Почитувани граѓани, почитувани новинари, сакаме уште еднаш да упатиме порака до граѓаните да бидат спокојни. Пченица има доволно и снабдувањето е во најдобар ред. А што е можеби и поважно, домашното производство е зголемено. Тоа се должи на успешните земјоделски политики на СДСМ во изминатите години. Сите лажни вести и дезинформации на ВМРО ДПМН, преку кои се обидуваат да ја вознемируваат јавноста, паднаа во вода. Во последните години, не само што производството на пченица не е намалено, тоа е и значително зголемено во споредба со времето на ВМРО ДПМН, кога немало криза. Ако пред 5 години, во 2017 година, домашното производство на пченица било 195.888 тони, тоа во 2021 година изнесува 253.674 тони. Тоа се 50.000 тони повеќе од времето на ВМРО ДПМН. Домашна произведена пченица во време на пандемија, енергетска криза и слично. Дополнително, со растот на домашното производство, се намалува количината на увоз на пченица, која денес е речиси за 13.000 тони пониска во однос на 2017 година. Месо исто така има доволно. Владата и надлежните институции, предводени од СДСМ, превземаат мерки за унапредување на домашното производство на месо. Во таа насока е и вчерашниот договор со представници на здруженијата за дополнителна финансиска помош за одгледувачи на свињи, како и поддршка за сточарите, со што ќе се спречи поскапувањето на цената на месото. Како одговорна партија продолжуваме да носиме и реализираме мерки кои се во интерес на земјоделците. Во време на глобална криза, особено важно е да го поддржиме домашното земјоделство, кој е една од нашите клучни стопански гранки. Благодарам.